Мартин вели, тебе страв, мене не страв. Првото и прашање ќе оди и до мојата соговорничка денеска. Ана Рабаџиска, таа е стоматолог, особено во овој период од годината и оваа недела гледам дека по училиштата се потсетуваат родителите се извинувам на редовните стоматолошки прегледи кои што треба да ги имаат децата. Што значи тоа редовен стоматолошки преглед? Добро утро, Ана Рабаџиска. Добро утро, Јована. Тебе страв, мене не страв, така ги престрашувате децата? Па дефинитивно да, со многу трпение, со многу другарски однос, со многу љубов. Да им се доближите. Да им се доближиме, да, тоа е најважно сепак. Мислам, зашто стоматолог е професија која без разлика... Која што сите се плашат. Да, тоа сам да кажам, без разлика на годините сите некако се плашат. Па можда не е страв, можеби е нелагодност. Може би да. Од неочекуваното, секако нели стоматолошкиот преглед вклучува болка, никој не е отпорен кон болката, ниту пак е пријатна за некого. Никако не. Ајде да си се потсетиме како да немаме болка, тоа е доколку правиме редовни стоматолошки прегледи. Често го слушам тоа е сега што значи тоа редовен стоматолошки преглед, кога особено кај децата кога се менуваат и запчињата од млечните во трајни, а изборот на храна е како што колку се обидуваме да биде здраво, толку колку се обидуваме да биде здраво, толку и сме попустливи, ќе се согласите со мене дека треба да се проба и нешто сладко. И сега колку може да се воочи во суштина кај нив дека се прави некој кариес, дека да се интервенира. Па при редовен стоматолошки преглед дефинитивно може да утврдиме. На колка временски период е тоа? Што е тоа? На колка временски период? Па, 2 пати во годината е сосема доволно, доколку одиме на стоматолошки преглед, доколку вклучува само преглед, проверка, до каде е состојбата, каква е хигиената. Сега, доколку се работи за некакви интервенции, тоа е веќе по договор со докторот. Меѓутоа, еднашка во 6 месеци е сосема доволно да имаме стоматолошки прегледи. Еднашка во 6 месеци. Да, сега 2 пати во годината. Да. Еве, ако е, например... Тука морам да потпрашам, што всушност вклучува тој задолжителен стоматолошки преглед, кој што ќе биде еднаш на 6 месеци, од една страна, а од друга страна, доволно ли е за запчињата кои што брзо се менуваат и се доколку се направи кариес па да се интервенира, доволно е, треба ли да биде на пократок рок? Тука малку некои недумици ми се јавуваат, оти... Јована, знаете како? Значи, ништо не настанува преку ноќ. Така за да настане кариесот или било кое заболување, значи е потребно време и се потребни услови. Така што во тој еден период од 6 месеци не може да се случи некоја драстична разлика, поготово ако станува збор за пациенти кои што редовно одржуваат орална хигиена, кои што се грижат за оралното здравје. Така што тоа е еден доволен период кога може да се случат некои промени, доколку, пак ќе речам, изостануваат овие. Значи, мултифакторијално е сето тоа, не зависи од само еден фактор. Меѓутоа, пак ќе речам, 6 месеци е сосема доволен период, нели па не треба сега ние постојано да сме на прегледи. И тоа не е во ред. Наше едноставно да се грижиме за оралното здравје и колку што можеме барем да запазуваме 2 пати во годината да ги обавуваме чисто нели рутински тие прегледи. Тоа не се однесува можеби само за оралното здравје, се однесува и за грижата на целокупното човеково здравје. Добро, во суштина таа здравствена култура ја развиваме уште од најмали нозе кај децата. Од најмала возраст тоа е многу важно. Особено важно е се добро. Најчестите стоматолошки проблеми, постојано како само кариесот го спомнуваме, тоа е најчестиот стоматолошки преглед или нешто друго се јавува кој што не го знаеме? Па, доколку зборуваме за дечињата, да, тоа е дефинитивно кариесот. Сега оние ортодонски малформации, поставеноста на запчињата во задниот низ, односот на горната и долната вилица и тоа е нели проблем воочлив, меѓутоа Убаво што го споминавте, кога е потребна да се направи таа ортодонска проценка на колкава возраст? Тука имам спротивставени мислења слушнато често од стоматолозите
и што во суштина детектира таа возраст дека е возраста кога е совршена за нема нештото. никоја јасна граница која е точната возраст, на пример. Меѓутоа, при секој преглед ние го воочуваме тоа, затоа и воопшто се важни овие прегледи. Се воочува доколку постои некаква отстапка. Сега, кај малите дечиња кои што имаат млечна дентиција во устата, значи, треба да се следи, евентуално, кога ќе изникнат запчињата. Тоа сакав да прашам, треба ли да бидат сите сменети? Како треба да биде? Па треба да бидат сите. Не, прво треба да бидат сите никнати во млечната дентиција. Добро. Значи во млечната и во мешовитата дентиција се употребува мобилната протеза. Кое што игра голема улога во подобрување. Што се става навечер. Што се става неколку сати преку ден, што се носи навечер, кое што не е толку омилена помеѓу дечињата, ама е многу корисна, бидејќи во детската возраст всушност запчињата се многу мобилни. Се движат така што доколку сме упорни, ако дечињата се упорни, може да навистина да делува. Сега, потоа во трајната дентиција се пристапува, нели, доколку се увиди дека има проблем, дека не е решен, се пристапува кон фиксните протези, кои што сега се во мода. Во наше време не беа. Не беа во мода. Да, сега за среќа се во мода. Убаво што кажете, забележам и кај возрастните. Да. Што е супер, мислам, кога има резултат, зошто да не? Сите сакаме убава насмевка. А нели па претходно спомнавме дека здравствената култура е најважна, па веројатно во контекст на сето тоа оди и тоа дека никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна, да вложувате. Да. Кога е препорачливо пак од друга страна да се започне со користење на флуор пастите и другите средства кои што се за заштита на забите, во смисла за дечињата кога се помали, тоа го правиме со некои детски пасти кои што најчесто имаат симпатичен убав вкус, за да им биде предизвик да ги читкаат забите, па начинот како да ја исфрлат, односно да испукаат. Тоа е процес на учење, тоа е процес на учење, но подоцна кога е вистинското време и да преминат на пастите кои што се за возрастни. Со флуор, да речем. Да. Низ годините, еве, јас лично како стоматолог и моите колеги, често пати се среќаваме со прашањето за флуорот. Постојат статии кои што укажуваат на тоа дека флуорот е штетен. Добро. Порано додека, еве да кажам, нашите мајки, додека ние нели сме растеле, тогаш флуор профилаксата била многу поагресивна. Со тоа што дали во водата за пиење, дали во млекото, дали во солта, дали во флуоридни таблетки кои што ги користеле сите трудници за подобрување на цврстината на запчињата кои што во тој период се формирале, како некоја гаранција дека ќе бидат подцврсти запчињата на детенцето од кога ќе се роди. Сега, прво да заклучиме нешто. Значи, дека флуорот е штетен во забните пасти е мит. Значи, не е точно. Флуорот сам по себе како хемиски елемент во изолирана чиста форма е газ кој што е отровен. Меѓутоа, има една добра особина, а тоа е да се поврзува со позитивни чистички, да гради соединение, тоа се флуоридите. И токму оваа позитивна негова карактеристика е вклучена во забните пасти. Тоа се многу минимални концентрации на флуор кои што се користат, меѓутоа сепак потпомагаат во поврзување на минералите во забната структура кои што подейства на бактерии, киселините од бактериите во секојдневието се излачуваат. Така што флуорот помага во зацврстување на забите, сепак доколку се користи во оние минимални дози кои што ги има во пастичките за заби. Сега и кај децата, исто така ќе напоменам, тоа се мислам дека
нема фаќате точно за збор, меѓутоа под 1000 ppm, тоа е колку честички на флуор има во забната пастичка, тоа е некоја незначителна доза, меѓутоа сепак кое што малце ќе потпомогне во зајакнување на глекта на емајлот на забите, тоа е најповршинскиот слој. Ако се согласивме дека инсистираме на здравата исхрана, се согласивме. Се согласивме, но и дека сме попустливи, и тоа се согласивме. Мите ли вистина споменавте, па ќе ве прашам, мите ли вистина е дека одредена храна ги чисти забите кога се конзумира? Јаболкото го земам како пример, да. Да, мислам, јаболкото, и јас го имам слушно тоа. Искрено, немам многу читано во однос на тој дел, меѓутоа, еве да речеме дека како мало измивање, бидејќи е сочно, па ќе направи едно мало измивање на частичките од храна. Меѓутоа, сепак, оралната хигиена, која што вклучува читка за заби, основната читка за заби и паста за заби, тоа е она кое што секојдневно мора да го применуваме ако сакаме да имаме здрави заби. Сега сакам да го заокружиме разговорот како дел од вашата секојдневие, дел од вашата подготовка кога заминувате на работното место и ги очекувате дечињата дали од училиште, организирано ќе дојат или самостојно со родители. Какви методи користите вие, како ви е пристапот на работа за дечињата кои што се во училишна возраст, кои што може би имаат изникнато здраво запче кој што треба и да се залие, па може би треба да се констатира на некоја запче кариес, па треба понатаму да се следи и така натаму и поправање. Како вие се подготвувате за работниот ден, како ви е течењето на денот? Па Јована, буквално со децата, значи тие се една посебна група на пациенти, за мене лично најдобрата, меѓутоа бараат многу внимание. Значи, буквално со децата од предучилишна возраст сме мали дечиња, со тинејџерите сме тинејџери. Значи, мора да се сведеме на ниво на кое што детенцето ќе не разбере и ќе не прифати, бидејќи од тоа ќе зависи понатамошниот третман. Конкретно кај нас, залевањето на фисурите, едукацијата, кај нас е полесниот дел. Кај матичните пак стоматолози, сега веќе поправката на запчињата. Меѓутоа, работата со деца бара многу трпение, бара многу љубов, пак ќе повторам. И на крајот тие сепак знаат да го препознаат искрена, да ја препознаат искреноста, добрата намера, дека навистина сте тука за да им помогнете. И сега, многу е битно по мене и стоматолошките прегледи да се случуваат во многу порана возраст. Колку препорачувате вие? Па, еве едно детенце кое што веќе разбира, да речем на 3 годишна возраст, може комотно да ни биде гостин во ординација. Да се запознае со ординацијата, да се запознае со средината, да се запознае со нас. Да се запознае со инструментите кои што ги користиме. Че ние буквално сме седнувале како пациенти. Па детенце да ме прегледа или да се возиме на столот. Тоа е многу интересно. Како не? Да, значи буквално се што сакаат за да им го направиме тој престој што полагоден, затоа што тоа е влезот за како понатаму ќе биде нивниот однос кон грижата на сопственото здравје, посетата на стоматолог. Значи, сето тоа го влечеме од најраното детство. Така што многу беше до родителите една порака. Да, многу е важно. Не смееме да дозволиме првиот преглед стоматолошки да биде заради болка. Тогаш не сме направиле на вистина ништо. Тогаш имаме многу тапкање во место, за да дојдеме до онаа фаза, прво ништо да зработиме за да му помогнеме на детенцето, а потоа и за да го преброди тој страв, за да може да дојде и наредниот пат пак, затоа што сепак организамот некаде ќе попушти, некоја запче во текот на животот, ќе се
ќе се расипе, така што тој однос што ќе го стекне како дете ќе го има и како возрастен. Ама ајде ние возрастните сме порационални, меѓутоа пак нели тоа е проследено со страв. Зошто? Уште од најрана возраст едноставно да ни ги припремиме дека не мора да биде така. Значи тука може да биде и едукација, и другарување, не мора секогаш да биде болката причина. Убава порака беше ова на крајот од разговорот. Благодарам Ана, што бевте наша гостинка денеска. Посакувам многу и солисно да ви оди работниот ден. Фала многу. Се надевам дека ќе имаме прилика да поразговараме пак, особено нели мојата област е детската стоматологија, така што еве еден апел до родителите. Разговаравме и минатиот пат, тие се одговорни, најголем дел од нив, така што да не ги прескокнуваме, поготово овие задолжителни прегледи, бидејќи прегледот како преглед може само да донесе нешто позитивно, никако не може да биде од штета. Така е. Благодарам, Ана.